Коалицијата за зелена иднина со приоритетни проекти за подобрување на условите за живот во Штип. Носителот на советничката листа Милчо Смилјанов презентираше дел од проектите. Приоритет се става на здравството, образованието и социјалната политика. Здраво бебе, здрава мајка, здрава иднина. Породилно боледување за земјоделки обавезно да се плати. Во образованието бесплатно предучилишно воспитание и образование, дуално образование, најдобрите практиканти да бидат приоритет на компаниите од реалниот сектор. Бидејќи Штип е универзитетски град, следува и изградба на универзитетски студентски дом. Обновливи работни места, тоа значи зелени работни места, поврзани со проектот, ќе спомнам покасно, Бања Кежовица, каде што туризмот можеме да го подигнеме на едно солидно ниво и Штип конечно да стане еден од градовите на мапата на туризмот во Македонија, па и пошироко. Дополнително се залагаат за пензионерите, но и за младите, како и за културата и развој на туризмот во градот. На Штип му е потребен старечки дом, бидејќи се иселија голем број од младите луѓе, а се повеќе остануваат стари луѓе. Би кажал два збора, значи стоп на дискриминација по било кој основ, родов, полов, генерацијски и било кој друг вид на дискриминација, и би спомнал околу тоа да се еднаква можност за сите во делот на вработувањето, во делот на образованието, во делот на действувањето во општествено-политичкиот живот. Јас можеби сум единствениот кандидат кој ќе каже стоп на вештачката интелигенција, напротив, развој на природната интелигенција на младите луѓе. Штип преку 100 години, односно пред 100 години и повеќе од 100 години имал опера. Јас би бил среќен кога би успел во Советот на собранието се донесе одлука за обновување на таа опера и отварање и ставање во функција на градот Штип. Коалицијата за зелена иднина на локалните избори на 19 октомври настапува подреден број 8.